Благодарам, подпредседателе, почитувани пратеници. Денес пред нас е дополнетиот предлог на Законот за финансиска стабилност. Донесувањето на овој закон за финансиска стабилност е во насока на хармонизирање на домашното законодавство со регулативата на Европската Унија број 1092/2010 на Европскиот парламент и на Советот од 24 ноември 2010 година за надзор на финансискиот систем на Европската Унија и формирање Европски фонд за системски ризик. И можам да кажам дека е еден од ретките закони што треба да го носат ова европско знаме. Но од она што го гледаме како работи оваа власт, ние сме далеку од хармонизирање со европското законодавство, а посебно со хармонизирање со европските вредности и принципи. Ова го кажувам затоа што под превезот на хармонизација со европското законодавство, овде во ова собрание се најкриминалните закони на кои ќе му закачите европско знаменце и така пробувате да ги донесете и со тоа го злоупотребувате овој процес на хармонизација со европското законодавство за носење на криминални закони. Македонската јавност е сведок што се случува во ова собрание и сведок на тоа дека вие и да ги усогласите законите со европските закони како што кажувате, вие сте далеку од тоа да ги усогласите вашите постапки, начин на функционирање и водење на оваа држава со европските вредности. Прво треба да созреете во вашето функционирање, да се издигнете на европско ниво на водење на една држава и на почитување на законите и уставот на таа држава. Па после тоа, кога ќе го постигнете ова, тек тогаш да почнете процес на носење на закони за усогласување со европското законодавство. Не може луѓе што ја втурнаа оваа земја во економска, енергетска, политичка и каква ли уште не криза и кои што не почитуваат ниту устав, ниту закон, ниту деловник за работа, луѓе што ја користат оваа држава како да е нивна собственост и се однесуваат како што ќе им текне, да се грижат за финансиска стабилност и за усогласување со европските регулативи, европските закони и усогласување со европските вредности. За да може да направите вакво усогласување, треба прво да го имате тоа во вас, вие и вашите постапки да се усогласени со европските вредности, за после тоа да ги практикувате во вашето работење и водење на оваа држава, тие европски вредности кои насушно ни се потребни на сите нас. Но од луѓе како овие што ни ја водат државата, тешко дека граѓаните ќе го добијат тоа. Затоа наши граѓани живеат најлошо, државата ни се гуши во криминал и корупција, живееме од задолжување и буџетската дупка се покрива со задолжување и затоа долгот е стигнат над 60% од бруто домашниот производ, а ќе оди и нагоре, ќе оди до 70%. За периодот од 2020 година до 2022 година буџетската дупка е над 2,2 милиарди евра. За овој период оваа влада потрошила 2,2 милиарди евра повеќе од тоа што произведила или што собрала по основ на даноци. А тоа го докажува фактот што го истакнав претходно, тоа е дека живееме на кредит од задолжување, што значи дека недоволно произведуваме, односно дека ништо не работите, а трошите непродуктивно. СДСМ кога беше во опозиција, јавниот долг беше 46% од бруто домашниот производ. Но тогаш СДСМ ја обвинуваше власта дека се ближиме кон грчко сценарио. Но откако дојдовте на власт се случи тоа грчко сценарио и Македонија ја презадолживте, јавниот долг достигна над 60%, односно 7,4 милиарди евра. СДСМ кога дојде на власт, јавниот долг беше 4,7 милиарди евра, како што кажав, 46%. А тогаш се градеа патишта, се градеа болници, градинки, спортски терени. И се што беше потребно за подобрување на условите за живот на граѓаните. За 5 години власт на СДСМ и ДУИ, јавниот долг е зголемен за над 3 милиарди евра. До крајот на 2022 година со новите задолжувања се очекува јавниот долг да помине над 8 милиарди евра. Секој дневно се задолжувате, последното задолжување што го планирате ќе изнесува 900 милиони евра.
па тука се поставува едно прашање, каде одат сите овие милиони, милиарди во изминативе 5 години? Земате кредити затоа што ништо не работите. Преку средства од буџетот од 170 милиони евра ја финансиравте АДСМ да купува електрична енергија по 5 пати поскапи цени затоа што не сте способни да произведете домашна електрична енергија која е многу поевтина, а не можете да произведете затоа што акумулациите беа празни, ископ на јаглен немаше, па најлесно ви беше таа ваша неспособност да ја платите со парите на граѓаните, односно со пари од буџетот на Република Македонија. Граѓаните со ова ги оштетивте неколкукратно, еднаш со тоа што не сте способни да произведете домашна електрична енергија, па купувате 5 пати поскапа струја со нивните пари, таа струја потоа им ја продававте поскапо преку покачените сметки за електрична енергија, а вториот пат е со тоа што таа поскапа електрична енергија што ја набавивте, неконтролирано ја трошевте за нечиво богатење преку копање на криптовалути на државна струја и плаќање на тие загуби на електрична енергија, повторно пада на грбот на граѓаните со тоа што се платија од буџетот на Република Македонија. Во овој предлог на закон се дефинира дека финансиската криза е состојба во која нарушувањата во еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање, додека пак финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на функционалниот систем функционираат без нарушување и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. Она што сакам да го додадам е тоа дека кога ја презедовте власта во Република Македонија и од тогаш Република Македонија е во постојана криза, а тоа е затоа што оваа власт е изворот на сите кризи во Република Македонија, од вас произлегуваат сите кризи затоа што се што фативте и сушивте и скрадовте. Секој закон што се носи во ова собрание има задни намери и начини како да му послужи на луѓето блиски на СДСМ и ДУИ да остварат некој профит, да направат некој криминал, а тој криминал да е озаконет со закон за да нема одговорност. Собранието го користите за носење на закони за лична употреба, а не закони кои се во интерес на сите граѓани на Република Македонија и закони кои ќе им го подобрат животот на сите кои што живеат во Република Македонија. Овој закон што ни е денес на дневен ред е за финансиска стабилност, а го предлага нестабилна влада и луѓе, што се извор на целата финансиска нестабилност во Република Македонија. А оваа финансиска нестабилност што ја донесе оваа влада резултираше и со лоша економска состојба, јавен долг на 60%, инфлација од 10,5%, ценовен шок на основните прехранбени продукти и на сите останати продукти потребни за нормален живот. Македонија има најлошо справување со економската криза. Во периодот од 2020 до 2022 година имаме најлоши економски перформанси. Имавме најголем пат од 6,1% за 2020 година, кој не може да се покрие со растот од 4,1% што се оствари во 2021 година и тоа е најнискиот раст во споредба со сите соседни држави. А и оваа тековна 2022 година повторно заостануваме за сите земји од регионот, од тоа што може да се види во пролетниот извештај на Светската банка, на Македонија и се прогнозира најмал економски раст и оваа година и тој ќе изнесува само 2,7%, додека сите држави од соседството се подобри од нас, па така соседна Албанија предвидува раст од 3,2%, на Косово 3,9%, на Србија 3,2%, на Хрватска 3,8% и така натаму. Ние повторно сме на дното. Од овие извештаи може да заклучиме дека власта ништо не работи, гледа по сите параметри. Граѓаните и стопанството се оставени сами на себе. Очигледно е дека ова власт се грижи само за нивната лична корист и ништо друго. Заради тоа рейтингот ви е таков каков што е
и бегате од избори и соочување со народот. Но нема бегање од сопствениот народ, не можете да избегате, тоа го знаете и затоа сте нервозни и имаме такви академски говори овде со академски речник во оваа сала. Ви благодарам. Реплика пратеникот Коле Чаракчиев, повелете. Почитувани подпредседатели, почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван колега Мирча Аџиевски. Добро е што вие како партија, односно како коалиција, го поддржувате овој закон. Ние ги поддржавме вашите амандмани, два амандмани кои што за да подобриме овој закон, кој што закон за финансиска стабилност во Република Северна Македонија, мислам дека ќе даде една дополнителен инпут, значи контрола врз состојбите, финансиските состојби во нашата држава со цел и за волја на вистината и јавноста, знаејќи дека само ќе почнам дека вие кажавте дека тоа е со европско знаменце и го поддржувате како таков проект и не би сакал да коментирам меѓутоа само ќе ви кажам дека сите тие пари кои што ги спомнувате